Охридското езеро во рацете на оние кои профитираат од неговата пропаст. Преспанското пак, многу блиску до пресушување. На Козијак ни капка вода на местото каде што пред 3 години имало огромна водена површина. Концесионерите на Преспанското езеро тврдат дека во кубикажа се изгубени околу 2 дојрански езера. Охридските рибари пак постојано апелираат до владата да внимава на кого го препушта езерото. Рибарите предлагаат самите да водат сметка за езерото и да и плаќаат на државата, а не на концесионерот. Овие езера не се единствени. Црквата, која обично е скоро цела потопена од Мавровското езеро, сега е на суво. Дебарското езеро пак подсетува на помал поток. И покрај тоа, на дебатата на правниците во врска со борбата за заштита на животната средина, не се отвара проблемот со езерата. Професорот Ацески смета дека овој проблем е резултат на климатските промени. Дали во дебатата се разговараше за намалениот водостој на реките, на езерата, сушењето на езерите, дали се предвидени? Тоа се уште ние тоа може да го рече дека тоа е дел на тие климатските промени, барем така го објаснуваме, иако може и така да се разбере, не? На дебатата присуствуваше и министерот за животна средина, кој напомена дека законите се добри, ама вината за загрозената животна средина ја гледа во нивната имплементација. Our current laws are not bad, they're good. We're actually improving them, we are harmonizing them with the EU directives, and we'll continue doing that. However, the question is, which is being debated today, how do we apply them? We need to all work together, all the different ministries, all the different institutions, the inspectors, and the academia, because just writing the laws and not applying them is not enough. Инаку Македонија располага со 3 природни и околу 120 вештачки езера.